Во студиото, по 9 часот, се дружиме со доктор Салија Љатив Петрушевска, директор на јавната здравствена установа, специјализирана болница, гериатрија и палијативна медицина, 13 ноември Скопје, магистар Драги Змијанац, извршен директор и основач на првата детска амбасада во светот, Мегеши, и трикратниот светски првак во маратонско пливање, Евгени Попацев. Останете со нас до 11 часот. Да, видно расположени и насмејани со нашите денешни гости. Евгени можеби ќе ни каже зошто се насмеавме. Прво добро утро, Евгени, за тебе, за фотографијата која што имавме на фуршпанот, или? Да. Зашто беше? Добро утро, поздрав до гледачите. Таа фотографија во Катар на светскиот куп и тој искоментирав некако ко Бетмен. Како Бетмен, да. За Више тоа беше. ми фали. Доктор Салија Љатив Петрушевска, добро утро и за вас, добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата и добро утро на сите ваши гледачи. Се радувам дека ќе ви биде пријатно во наше друштво, во друштво на соговорниците кои што денеска се со вас. И магистар Драги Змијанац, извршен директор, прв човек на првата детска амбасада во светот Мегеши. Добро утро и за вас. До сега ние доаѓавме кај вас, сега беше време да дојдете вие во нашето студио. Да, навистина малку чуден концепт, не сум учествувал на ваква емисија со вас двајцата, се сеќавам од многу одамна, ама за многу тешки проблематични ситуации. Овој неформален концепт малце ме разигрува, особено што дознав нешто повеќе за учесничките во емисијата, односно учесничката, па се надам дека ќе ни ја открие тајната. Да, имавте време вие малку и пред да влеземе официјално во студио да си помоабитите меѓу себе, да најдете некои заеднички точки. Една од нив е и тоа што го кажа господинот Змијанац, дека првата ваша благодарница беше токму од Мегеши. Да, точно. Баш Која кога година го беше видов, бев многу мала, мислам дека бев прво одделение. Меѓутоа се сеќавам дека првата благодарница ми беше од Мегеши, секогаш кога ќе го гледам господинот Драги Змијанац на телевизија, Мегеши. Убаво време беше тоа. Убаво време, убави спомени. Ме потсетува на детството, на поинаквото време кога така. Навистина убав период беше. Сега, како единствена дама меѓу нашите денешни гости, освен тоа што имате некоја заедничка точка со господинот Змијанац, се најдовте тука и со Евгени, затоа што двајцата сте биле студенти на стоматолошкиот факултет и јас и Роберт се договоривме после емисија да ни направите еден преглед, да видиме до каде сме, или со Евгени може и да пливаме, тука ни е Вардар одма, па сега нека одбере тој. Да, може, времето убаво може. Ете, уште една заедничка точка, генерацијски сте тука, 88 година родени, рековте, леле постара сум од вас една година, добро. И така, натаму Роберт продолжи. Јас сакам да продолжам, да си го заборев микрофончето, може да стане. Добро, се случува. Дајте ми леп Да се заборави микрофонот. Денеска, уште од рано наутро ветуваше самата емисија дека ќе биде добра. Пак да не викнете на емисија. Пак да ве викнеме, така. Добро, Салија, ќе започнеме со вас, со вашите почетоци кога станува збор за стоматолошкиот факултет, па потоа и за она што го работите во моментов и сета таа поврзаност нели со медицината на некој начин. Јас се запишав во Средно медицинско училиште доктор Панче Караѓозов во оцекот на забни техничари. 4 години трае нели Средното медицинско училиште и со оглед на самата професија некако беше очигледно дека понатаму ќе продолжам на додипломски студии на стоматолошкиот факултет Скопје, кој што тогаш и се уште важи за еден од попрестижните нели факултети. Имаше тогаш приемен испит, се спремавме цела година благодарение на моите професорки во Средното медицинско училиште по изборните предмети биологија и хемија и се сеќавам дека се ме наврати Милена. Дека беше многу стресен период, леле, се туфтавме. Како ќе биде, ќе ме примат, нема да ме примат, иако навистина бев послушно дете, нели, одлична ученичка, меѓутоа сепак многу важеше, многу бодови се зема, не знам Евгени дали ти полагаше приемен исто. Да. И ти беше исплашен? Да. И ета, помина, нели, завршив средно, се аплицирав на стоматолошки факултет, го положив приемниот испит, влегов во државна квота, кој што навистина беше доста олеснително со оглед на големата финансиска разлика. Во приватна квота ми се чини дека беа доста висока сумата за разлика од државната квота. Сега тоа мислам дека малку е сменето и добро е што е сменето за да можат да имаат пристап повеќе студенти да студираат, нели, образованието е многу важна работа во животот како и во општеството.
После завршувањето на додипломските студии дипломирав редовно во 2012 година, потоа следуваше стажот задолжителен кој што исто така беше во рамки на стоматолошката клиника, исто така многу убав период. Веќе си дипломиран доктор и почнуваш таа по интензивна средба и работа со пациентите. Пракса да се види на дело тоа што случува. Многу убав период. После завршувањето на целиот тој процес, бидејќи јас бев стипендист на програмата за медицински стипендии за роми, тој период, кој што многу сум благодарна, не поддржуваше во целиот тој период за време на студиите, меѓутоа освен финансискиот дел, многу интересна, многу комплексна програма, таа не обучуваше практично за да станеме лидери во нашата заедница, и на која сум ромка, горда ромка, и како една од помаргинализираните заедници во нашето општество, навистина сакав како дипломиран доктор, стоматолог да помагам после со сето стекнато знаење, вештини кои што ги имам стекнато за време на додипломските студии на мојата заедница. Така да после дипломирањето не успев да најдам веднаш работа како стоматолог, па се приклучи во една невладина организација и работев на политики кои што поврзуваат, односно работат на подобрување на здравствената и на социјалната состојба на ромската заедница, конкретно во општина Шуто, Ризари. Тука ќе се надоврзам бидејќи ги споменавте ромите како луѓе кои што вие велите дека се маргинализирани во нашето општество. Ќе се надоврзам, господине Змијанац, на вас кога станува збор за питачењето, за злоупотребата на детскиот труд. Колку од тие деца се роми? Ајде малку повеќе околу таа проблематика за која што многу долги години зборувате и многу имате помогнато, верувам. Ние едно време имавме дневен центар за деца кои не идат на училиште, за да не ги маргинализираме, ги нарекувавме деца исклучени од образованието. Навистина тоа е сериозен проблем. Проблемот со питачењето е поврзан со сиромаштија, неписменост, и државата многу често се амнестира од одговорност, не само што не има возможуваше порано, се уште има подобрување околу извод од матична книга на родените, туку нема рано вклучување на децата во градинки, бидејќи градинките се воспитно згрижувачка и образовна институција, и ако тие навремено се вклучат со одредени промени на животниот стил и навики, верувам дека нема да ги гледаме на крстосниците со испружени рачиња, а секако тука у пакет спаѓаат и вработување барем на еден од тие ранливи категории, обезбедување кров над глава и бесплатна градинка, би рекол, од трета година, за да можеме да ги исклучиме од одредени криминални банди кои ги злоупотребуваат и ги искористуваат за стварување на профит. Значи, тој проблем се уште постои кај нас, имали барем Како се зголемува подобрување? сиромаштијата, така се зголемува и опфатеноста, не само на децата роми, туку и на другите етнички заедници, така да не би го фокусирал, иако најранливи се категории децата роми. Да, не се само тие. Сведоци сме. Што конкретно по дефиниција, да речеме, значи злоупотреба на детски труд? Генерално сите знаеме, но можеби немаме доволно познавање што се спаѓа во тоа. Па, кога децата дома помагаат, кога во домашните врски, тоа не е злоупотреба, но кога ти го принудуваш да работи, да остварува средства, а при тоа не може да оствари, нема доволно време за учење, бидејќи учењето за децата всушност е работа, тоа е она што треба да им биде предизвик, зашто едно писмено дете, образовано, треба да биде добар пример за заедницата, да ги извади од тој магичен круг на неписменост, сиромаштво и злоупотреба на трудот, и на тој начин ќе се реши овој круг на трансгенерацијски проблем, каде што не можат сиромашните семејства да се излечат од таа, би рекол, општествена непогода. Така. Евгени, нема да бараме размислување за тебе за оваа тема, освен ако сакаш нешто да споделиш. Тебе би те прашала малку повеќе околу тоа каде тука пливањето и стоматолошкиот факултет најдоа нешто заедничко, ако може така да се каже, иако знам дека целата твоја фамилија се стоматолози, така да, но ти си најпознат кај нас по пливањето. Во 2015 беше првиот македонец што победи на Охридскиот маратон, трикратен светски првак и така натаму. Македонија навистина се гордее со тебе. Така што ајде малку повеќе околу и пливањето, но и стоматолошкиот факултет. Па вака е, затоа, иако се запишав в средно училиште, се уште не знаев. Понатаму што ќе студирам, се запишав во средното училиште Борце Николов, општа гимназија. Ете, јас нешто слично со еден од гостите, јас завршив Борце, добро. Да, така да тоа според мене и според моите родители тоа беше и се уште сметам дека едно најдобрите, најпрестижните гимназии. Но исто така ми нудеше опции за понатаму да
да бирам на кој факултет би се запишал, бидејќи би имал тие некои општи познавања. Но во тој период веќе ја бев активен со пливањето, тогаш веќе почнав да се напреварам во кадетски, во јуниорски категории и бев доста посветен на пливањето. Но потоа како доаѓаше трета, четврта година веќе се решив на стоматологија, не поради тоа дека моите родители се стоматолози, но не знам некако така. Па добро, најчесто се случува така во фамилии каде што некако подсвесно дали ми изгледаше дека тоа е патеката која би требало да по таа патека да идам во моето образование и сакав да имам стоматолог. Така да потоа се запишав на стоматолошкиот факултет и тука сега беше малце проблематично кога бидејќи стоматолошкиот факултет е доста тежок и бара доста време, откажувања и многу предавања и учења за испити. Така тука тој период малце со пливањето потешко идеше, дали повеќе пливање, дали повеќе стоматологија. Но на крај некако успеав и факултетот го завршам во нормален период, така да после 5 години дипломирав, го одработив стажот, но од кога завршив, потоа се посветив скроз на пливањето. Така да, потоа тој период, значи, после 2011-2012, скроз се посветив на пливањето, се надпреварав, тоа почнав да се направам за Македонија и на светски куп, и на европски, и на светски првенства. И некако тогаш стоматологијата е ставена во втор план, пливањето во прв план, но еве сега полека како пливањето иде во втор план, стоматологијата доаѓа во прв план. Така, сега веќе работиш. Сега сега сум специализација, пливањето веќе полека повеќе идам на тренинзи, но некако порано веќе не се надпреварувам толку. Порекреативно. Порекреативно, да. Се уште некако ми фали пливањето, не можам без тоа, но далеко од нивото на кое бев порано. Порано се разбира. Да. Но поентата е дека може и ако сакате нешто да бидете, дека може и факултет да завршите во ист период и да спортувате и професионално да се бавите. Јас успеав и премногу сум задоволен што успеав и стоматолошкиот факултет да го завршам и да продолжам со пливачката кариера. И среќен сум поради тоа. Одлично, за пливањето се вели дека е можеби најдобар спорт, бидејќи се размрдува буквално секое мускулче и за децата нели се препорачува и добро е што и во училиштата, барем тука во Скопје, во некои општини, веќе уште од прво оделение одат на пливање, така што верувам дека тоа е добар почеток еве за овие нови генерации, ако порано ете нас не носеле од училиште, нели? Да, сега по ново има некои нови планови и програми кои се организирани на општините и од Министерството и мислам дека и училиштата исто тука се многу вклучени. Сега зависно од која општина која има пристап до базен, како е договорот со базен, бидејќи знаете кај нас Македонија најголем проблем се базените. Тоа сакав да кажам, немаме доволно. Да, нема доволно. Има многу деца кои сакаат да пливаат, многу родители кои сакаат деца да ги носат да пливаат, но едноставно Македонија нема доволно базени да ги прими сите деца, поготово во градовите надвор, што се надвор од Скопје. Да, останатите градови. Останатите градови, но еве јас од мој искуство што идам сега на базен ги гледам, веќе доста школи ги носат деца на базен, многу деца на базен, многу некако повеќе организирано и се надевам дека ќе продолжи и ќе се надгради се ова што се случува и дека ќе се играат уште базени, бидејќи стварно има голема заинтересираност кај децата и кај наставниците. Супер. Дај Боже да биде така. Доктор Петрушевска, вие сте директор на специјализираната болница 13 ноември за геријатриска и палијативна медицина. Кој може да добие нега во оваа болница? Како оди сето тоа? Така. Нашата установа е единствена установа и е јавна здравствена установа за која што е специјализирана за пружање на здравствени услуги од дејноста на геријатриска и палијативна медицина. Тоа се две дејности. Геријатријата работи со возрастни лица над 65 години. Тоа се наши пациенти кои што се заболени со повеќе дијагнози доаѓаат, ние ги викаме коморбидитети. Добро. Затоа што со самата возраст расте ризикот на повеќе заболувања, најчесто се кардиоваскуларни, цереброваскуларни и така натаму. Додека пак во палијативниот дел не е врзано со возраста, станува збор, имаме и доста млади пациенти кои што најчесто страдат од хронично прогресивни заболувања, дегенеративни заболувања, меѓутоа доста често доаѓаат карциномите кои што се во терминален стадиум на болеста. Во оваа прилика
би сакала да изразам мојата благодарност и да ги поздравам сите вработени во установата. Нашата установа навистина работи, можам да кажам слободно, со едно од најтешките пациенти и навистина треба да се направи за установата, за доброто на пациентите, меѓутоа треба и да се охрабрат луѓето, да се мотивират за да може да ја работат оваа работа која што е исклучително тешка и секоја чест на моите вработени кои што навистина само пожртвувано секој ден се соочуваме со смртта, секој ден се соочуваме со различни предизвици, меѓутоа истрајуваат и навистина им пружат безпрекорна грижа на нашите пациенти. Има ли доволно капацитет? И што значи тоа палијативна? Така. Нашата установа има тотален капацитет на 330 болнички кревети. Установата постои 65 години. Ние минатата година на 13 ноември на патрониот празник одбележавме јубилеарното постоење и замислете додека постои установата скоро толку време, толку и капацитетите се тие. Секако дека како што расте возрастната популација во светот, тој тренд се следи во нашата држава со оглед на социјекономскиот момент, се повеќе млади сведоци сме дека се иселуваат во западноевропските земји за подобар пред се живот, за вработување и така натаму. Се повеќе возрастни остануваат и имаат потреба за грижа. Меѓутоа морам да напоменам, доста од нашите, да речеме, можеби гледачите кои што не гледат, за да им станат појасни работите, ние не сме старски дом. Доста често не поистоветуваат како старски дом. Ние сме високо специјализирана здравствена установа која што третира геријатриски палијативни пациенти. Тоа се сите оние пациенти кои што се болни, им треба таков вид на специјализирана грижа. Во рамки на нашата установа постојат 4 одели. Оделот геријатрија и хосписот Сјурајдер Скопје се наоѓаат во општина Ѓорче Петров. Имаме уште еден хоспис за палијативна грижа, истиот Сјурајдер, затоа што англиската фондација Сјурајдер во 90-тите години ги формирала, се наоѓа во Битола, така да ги обслужуваме пациентите Битола и тој. И тој и регионот Македонија, добро. Така. И објектот Мајка Тереза практично е старски дом кој што на некој начин е прикрепен за менаџирање во нашата установа, меѓутоа станува збор за една социјална установа каде што се сместуваат возрастни лица на кои што има потребно еден вид на социјално дружење, помош при вршењето на секојдневните обврски и така натаму. Меѓутоа, ние сме јавна здравствена установа која што освен внатрешните пациенти, сместувачкиот капацитет кој што го имаме, пружањето на здравствени услуги на внатрешните пациенти, работиме и во рамки на мој термин амбулански. Имаме специјалистичко консултативни амбуланти, така да колегите од целиот регион може да испратат пациенти за пружање на специјалистички услуги. Така. Роберт, сега имаш микрофон, ако имаш некој прашање. Сакам да се надворам за она што да започнем да преска со господинот Змијанац да коментирате околу злоупотребата на детскиот труд. Често пати кога доаѓа период на избори на кампања се потенцира, се кажува колку тоа го слушаат оние кои што учествуваат во сето тоа и најнародски кажам на злоупотребата на децата во самите политички кампањи. Роберт, јас си викам сега доаѓам конечно нешто приватно, нешто за себе, Тоа е во вториот дел после рекламите. Опус, нешто како сум растел, како сум живеел, кариера, развој. Жешко е. Ние секоја година, дали се парламентарни, локални, мислам секој изборен циклус, парламентарни, локални или председателски, ги предупредуваме политичките партии да не ги злоупотребуваат децата за партиски маркетинг и многу често сме го правеле тоа и морам да ги потсетам дека ризикот е кај нив, ако навистина тоа го прават, гласачите се веќе високо одговорни и свесни, ќе препознаат, не мора ние да реагираме кога се злоупотребуваат децата и мислам дека најдобра казна е да не гласаат за тие што ги злоупотребуваат децата, туку за тие што реално се залагаат за нивната добробит, ќе ги стават во нивните платформи, агенди дека ќе направат промени и ние сме тука да ги поддржиме во тоа кога навистина се заветат и да ги потсетуваме за тоа што се заветиле. Меѓутоа во предизборната кампања подалеку од децата, затоа што навистина тие се субјект, имаат право на свое мислење, учество и едноставно не треба да бидат фолклор во целиот тој кампањски циклус на промоции, презентации и би рекол злоупотреба.
Така. Може да разграничиме што значи злоупотреба во кампања, бидејќи ако се работи за некој рекламен спот, претпоставам дека треба да има согласност на родителите. За тоа ако е во ред, што не е во ред. Дури не е доволно и согласност со родителите. Многу е битно целта и намерата за кампањата. Како не се сетиле во текот на Претходно нешто, да. Значи континуитетот е многу битен во однос на вистинска грижа за добробит на децата. Ако тоа го прават кампањски, се забележува и мислам дека ќе си сносат одговорност за тоа. Повторно ќе кажам, апелирам до гледачите, тие што ќе гласат, да препознаат и да ги казнат за тие што тоа ќе го прават. И мислам дека тоа ќе им биде најдобра опомена да внимаваат. Да, бидејќи се работи за сериозна работа. Затоа што нема кривична одговорност, едноставно ние колку пати сме реагирале дека има злоупотреба според наше убедување. Некои билборди се имаат тргнато. Така? Да, некои ликови на детски се имаат замаглено, меѓутоа мора да ги предупредуваме постојано. Тоа треба да биде со кодекс договорено, да имаат fair play игра во однос на предизборните митинзи, кампањи. Дури би рекол и родителите и да дадат согласност, тоа не е доволно ако е во директен фокус на, како што рековте вие, целта победа. Победа по секоја цена не е Апсолутно, да. Не е баш правиот избор за промена на општествениот контекст за жецата живеат во благосостојба и како што кажавте, некој спомена, се повеќе млади се заминуваат од Македонија затоа што не гледаат перспектива. Значи, перспективата им е проблематична од аспект на владење на правото, корупција има премногу, криминал и така натаму, така да партиите можат колку сакаат да агитираат, еден ден ќе останат без гласачка популација, тие деца ќе пораснат, можеби ако сега не се гласачи, кои ќе гласат, најголемата казна ќе биде ако се иселат од државата и нема кој да остане на кого да агитираат и за кого да агитираат. Имаше една реклама сега пред некои 2-3 дена ја гледав на некој од нашите телевизии околу оваа тема со младите. Сите што беа прашани беа дека би заминале од Македонија, не би останале и никој не кажа дека причината е финансиска. Доку незадоволството на општеството, средината во која што ја живеат, никој од тие млади не кажа дека би заминал само поради поголема плата. Тоа е добра поента, би рекол опомена пред црвен картон, жаргонски. Да. Значи нема со кого да има со кого да владеат. Едноставно сами меѓу себе ќе се владеат, а тоа не е перспектива. Ако сакаат сами со себе да владеат, нека си владеат, меѓутоа ако не останат до погодна почва за кариерен развој на младите, да може брзо да се вработат по нивното дипломирање, да имаат овозможувачка околина, да има правен систем, да има соодветна награда за нивниот вложен труд, кој ќе ги мотивира да останат тука да живеат. Никој не сака да се откорне од местото каде што е роден. Точно. Ако не мора заради нешто. Значи, нека овозможат и на тој начин нека стават ред на сето тоа што е безредие, би рекол, во овој момент, па да видиме дали ќе има можност деца, младиве да останат, да им биде потик и мотив и пострек. Евгени, се случило ли некојаш, бидејќи ти си видовме фотографиите, каде се не си пливал, надвор од Македонија се разбира, постојат земји голем број, европски и светски се разбира, кои што знаат да препознаат талент и знаат дека можат многу повеќе да вложат во тој како спортист и многу повеќе да направи во иднина. Сега, нормално, повеќе. Дали знаеш дека Мирјана Бушевска, пливачката, не беше амбасадор детски? Да. Тоа е успешен пример. Да, он е успешен пример, но баш е успешен пример како спортистите ги вреднуваат повеќе. Сигурно некоја понуда од таков тип. Дојди кај нас, ќе се дошколуваш, не е проблем. Ја лично не, сум имал понуда да пливам за Хрватска, но многу пливачи у тој период кога се средна школа одеа во Америка, бидејќи во Америка ги препознаваат нивните квалитети. И не само тоа што им нудат понатаму опции за напредување во спортот, им нудат опции за напредување и во науката, понатаму за завршување во образование, во завршување на факултет. Според на последна година взе војна што заминува. Да, заминуваш од средна школа и таму ги препознава нивните квалитети, си таму факултетите и универзитетите ги на сите спортисти кои имаат добри резултати им нудат стипендии, понатаму помош. И така да многу пливачи моја генерација и помлади постари заминаа така во најмногу во Америка, но и некои отиде и во другите западноевропски земји. И така да
кај нас се вреднува спортот и луѓето ги вреднува спортистите, но системот не го вреднува спортот. Така кај таму автоматски кога си веќе добар спортист, сите врати се отворени, не само на поле на спортот, него и поле на наука, понатаму за плата, за вработување, за завршување факултет, стипендии. Така и мислам дека и многу пливачи и многу спортисти замина и многу млади од кај нас. И повеќето кои заминеле млади веќе и не гледаат баш да се вратат. Тука него го сфатиле тоа како што рекол дека не е финансиски колку што е системски проблемот кај нас. Кај нас повеќе заминуваат поради тоа што таму кај што живеат им нудат подобар начин на живот, не подобар квалитет. И така да Поздраво општество, нормално. поздраво општество, да. Колку сметаш дека извини, Слободно, да, слободно. Сакав да се надоврзам за спортот. Колку Евгени сметаш дека спортот е важен за личноста на еден човек, значи од најрана возраст, како да се искалеми, што би рекол народот, нели едно дете, па понатаму кога ќе стане возрастен човек, и колку тоа што во училиштата предметот физичко образование е описно, а не со оценка, ја намалува вредноста во очите на децата. Уште од најмало да мисли дека, не знам, физичко, музичко, ликовно е описно до 5-6 Дека не се важни, да. дека не се важни. Мене тоа не ми е правилно. Јас лично ако се прашувам, еве ти како спортист што мислиш? Па ја стварно мислам дека јас се сложувам со вас. Спортот ги обликува децата, го обликува карактерот на децата и многу е важно децата рано да идат на спорт не само за физички да се развијат, него и психички да се развијат. Бидејќи спортот не учи само на физичка активност, него учи на некои навики. И на дисциплина за се. Дисциплина да имаш рутина во денот, да отидеш да слушаш тој што ти е надреден, да у случајов наставник или тренер. Така. Те држи понастрана од другите лоши навики. И така да сметам дека кај нас треба да има што е можно повеќе како физичко воспитание во школото, така и надвор од школото. Так. Сите деца да имаат не само да имаат не само да има организирано спорт, него и деца да имаат пристап кон тие кон спортовите што сака да ги спортуваат. Да има терени, да има терени, да бидат пристапни, да бидат пристапни не само да ги има терените, него и финансиски бидат пристапни, бидејќи има многу деца кои не се можност да си дозволат да плаќаат месечна чланарина, дали пливање, дали фудбал, дали било кој спорт сака да спортува. А можеби имаат талент. А имаат талент, да. Така спортови, базисни спортови како што се пливањето, атлетиката, и други спортови, гимнастика треба да се пристапни за сите деца, од сите категории, значи од секоја класа. Кој што сака да спортува треба да има пристап и до базен, и до игралиште, и до атлетска патека. Така, и сега нас тоа е проблемот, еве кај нас базените на пример се релативно се скапи за одржување и чланините не се пристапни за сите. Да. И тоа мислам дека ствара проблем и голем дел од децата кои сакаат да спортуваат и не се може да спортуваат. Така, Салија? Имате нешто да кажете на темава? Во однос на темава секако дека се согласувам и јас како млада мајка. Малку сте во контакт секој, но сега сте како мајка ќе кажам, да, син ми е се уште нели мал, една година сега скоро направивме, меѓутоа секој родител го посакува најдоброто за своето дете и дефинитивно се согласувам со Евгений дека треба системот да се подготви, да ги учи деца. Јас се сеќавам јас кога бев во основно училиште, ние по предметот физичко воспитување немавме некои многу, да речеме, такви рекреативни програми. Повеќе беше да се совладаат основните предмети, нели, математика и останатите општествени предмети, меѓутоа сето тоа гледаме денеска колку е важно за детето, затоа што се манифестира врз нивното целокупно психичко и физичко здравје. Така да апсолутно се согласувам. Што ова програма вака предизборно подготвивме, Роберт, што велиш? Со нашите гости? Ето спорт. Мислам дека добиваме гласови. Сакам да го исто тешка тема, драги, извини сега, вака, ама нешто што понашто ни се случи во Скопје со малата Вања, еден случај се моментално, не знам колку го следите во Србија. Да. Многу е свеж и тази, секој веќе 2-3 дена проверам докаде сето тоа, нешто што го нудите можеби како помош кон оние кои што се среќаваат со вакви работи. Збориме за конкретно за неполно 2-годишното девојче Данка од Бор, која што ичезна пред
нешто повеќе од 24 часа? Кај нас беше Игор Јурич, тој е еден од основачите на Најдиме, нивната платформа функционира добро, иако некојаш ете и добро да функционира во однос напреки на програмите со објава на ликот, се уште не е најдена. Да. Многу е... Веќе се сомнева дека е грабната? Да. Значи има киднапирање грабнати, многу случаеви во Македонија се уште не се најдени. Оно што можам да кажам е секако голема будност на родителите. Се грабнуваат деца од разни причини, нормално со одредена цел и намера. Функцијата на безбедносните структури е многу важна навремено да се реагира. Има денеска камери каде што може да се детектира многу брзо движењето на било кого. Рековте за Вања, се уште нема разрешница. Како било грабнато детето, мотивот не го знаеме. Мислам дека таквите системи на Amber Alert се добри, но мора да бидат навремени. Значи првите 24 часа се многу клучни, додека не се тргне од местото на локацијата каде што било детето грабнато, каде не се помине граничен премин и така натаму. Она што исто така е загрижува во последно време, ќе излеземе ние наскоро и со Ало Бушавко извештајот на првиот СОС телефон за деца и млади, менталното здравје е нарушено се повеќе кај младите. И дури во последно време ни се уваат деца со суицидни идеи и нашите СОС оператори се загрижени во такви ситуации како да постапат, така да целото општество некако ни е доведено во некој чуден, би рекол, дали постпандемијата, дали самата пандемија, дали нефункционалноста на државата и функцијата. И пред тоа, но и пандемијата си даде создава големи да не говорам за булингот, меѓуврсничкото насилство и така натаму, тоа е константна појава. Значи, многу малку се обрна внимание на вредносен систем, на воспитание во училиштата, во домот, па дури и медиумите. Нема некои едукативни програми каде што децата се, би рекол, примерно на што ние го правиме. Они само не повторуваат и така да ако им се лутиме ним, треба да се лутиме на себе си, бидејќи не сме направиле доволно добро да им биде соодветно место за раст и развој и живење. Поразително да се јават луѓе на Ало Бушавко деца да кажат дека имаат суицидни идеи, а имаат, не знам, од 10 до 14 години, предпоставам. Да, многу разли причини се. Знаете, таа детска возраст кога децата се многу чувствителни, посебно ако има сайбербулинг и дисеминација, споделување на одредени компрометирачки фотографии во социјалниот простор. Ние сме имале ситуации каде што сме реагирали до МВР одделение за компјутерски криминали, форензика на такви случаи да се тргнат страните каде што не мора само тој што го злоупотребил детето, некогаш и детето и наивно влегуваат во целата таа приказна. Да не говорам со случаевите на јавна сова 1, 2 и така натаму. Повторно ќе кажам, бара висока свест, одговорност, воспитно-образовните институции се многу клучни во тој дел. Не треба секогаш да ја префрлат одговорноста на воспитувањето на децата во семејството, зашто не секогаш и родителите знаат и умеат како да постапат најдобро со децата. Стручните служби имаат многу клучна улога во целиот тој процес, центрите социјална работа исто така, бидејќи тие ги детектираат децата кои живеат во дисфункционални семејства со проблематично однесување и можат навремено да реагира за да може да се следи тоа дете да не западне во одредени ситуации како што ги наведов претходно. Да. Затоа спорт, меѓу другото, занимавање со спорт. Како во здраво тело, здрав дух. Здрав дух, да. Така беше, така не уче во времето. Така е, така. Роберт, тема многу вредна за коментирање, ама што ти требаше сега ваква тешка тема рано наутро? 3 тешки теми ми отварате, а јас сакам да зборам дека сум вежбал карате, џудо. Еве, слободно можете да кажете кои спортови сте ги практикувале од дете па до сега. Бев амбициозен во џудо, навистина. Во џудо? Џудо. И многу ми е криво што не пратив фотографии од џудо, не очекав и тоа дека. Ќе ми дојдете пак понатаму имаме фотошоп ќе средиме, ајде. Да, во времето Обадов беше многу интересен и џудо како спорт е така доста добра вештина. У смисла како не е толку агресивна колку што е вештина на рамнотежа, на
потез кој треба да го извлечеш за да противникот го изнесеш од рамнотежа, што е многу интересно. Да се одбрани. Не е толку насилен, Да, не е толку насилен. како карате, туку повеќе е боречка вештина и мене ми годеше у тоа време како тинеџер да се занимавам со џудото и навистина препорачувам секој младинец и родител со тоа што мора да нагласиме дека не сите родители имаат средства. Така е. Да, За како да што се- кажи Евгени, за жал. Значи, она што е проблематично во училиштата, кога ќе се открие одреден талент на некое дете, нема возможувачка околина од институциите тој талент да биде подкрепен од страна на институциите, зашто родителите не може да го покријат тој трошок. Па и да можат, зошто? И Тука сега треба кога говориме општеството. за скапи теретани, за скапи центри за спортување и така натаму, а родителите не може тоа да го покријат. Која е таа фрустрација за родителот, а детето му е талентирано, има вештини и го сака тоа, ама и може да го практикува. И навистина треба да има можеби и такви некои финансиски одржливи програми од институциите, да не зависат од граѓански организации и од донатори, да талентирани деца кои имаат одредени вештини се подкрепуваат и се поддржуваат за да не заминат во Америка и таму го развиваат тој потенцијал што реално бил откриен на ова поднебие. Во ова поднебие секој потенцијал не е случаен. Само што одливот на потенцијали е добробит за таа држава што ќе им го овозможи тој кариерен развој, спортски развој и така натаму, ама ние го губиме тој потенцијал. Така, ќе направиме многу кратка пауза, бидејќи е време за реклами. Вие за време на рекламите ќе можете да се освежите со нашите сокови од Олимпус. Ви дадов различен вкус, Салија за вас од морков, има калинка за Евгений, за вас е портокал, ако не Да, се лажам, портокал, така? точно. А Роберт веќе си пие леден чај од Олимпус? Да, уживам. Од лимон, Роберт? Од лимон, да. Да. Ама ние Вака може да личи се на нешто договориме друго, ако ама сакаме добро. да ги Нема лед затоа. Можете да се замените ако сакате, Да, можете да си земете и од нутри барчињата од нашите пријатели од Стокомак. Одиме со реклами, за кратко се враќаме во студио.